Зголемен е бројот на пациенти со вирусни инфекции на клиниката за пулмологија, но со потешки последици се пациентите со хронични заболувања, објаснува професорот Дејан Докиќ. Иако загадувањето на воздухот оваа есен е подоцна, сепак кога во деновите има повисоко загадување на воздухот, има и повеќе болни луѓе. Загадениот воздух е причина за зголемување на вирусите, потенцира професорот Докиќ. Аерозагадувањето поволно влијае на зачестеноста на вирусните инфекции, бидејќи на површината на клетките, епителните клетки се зголемува бројот на рецептори за вируси и на тој начин тие многу почесто напаѓаат во ситуација кога имаме зголемено аерозагадување. И здравите индивидуи да земаат антиоксиданси, бидејќи сите овие аерозагадувачи имаат оксидативно штетно дејство на слузокожата. Тоа се од типот на витамин С, витамин Д многу важен, бидејќи како имуномодулатор позитивно ќе влијае и на имуниот систем во борба против вирусите, што ги спомнавме. Исто така кверцетин, цинк. Загадениот воздух најштетен е и за малите деца, бремените жени и хронично болните. Важно е кога е најзагадено да се носи маска. И кај здравите луѓе важна е заштитата со маска, но и да не се спортува кога е загадено на отворено, објаснува пулмологот. Може да се користат маски кои што имаат HEPA филтер и кои што на некој начин го пречистуваат воздухот од овие аерозагадувачи, но доколку не може да се најдат такви, N95 исто така би завршиле голем дел од работата, особено за хроничните болни. Скопје синоќа повторно беше со високо ниво на загаденост, според индексот на квалитет на воздухот. Скопје беше втор во Европа по загаденост. Најголема поволност за пулмолозите против воздухот е дождот и најавите за снег.